За Гоце Делчев и за македонскиот јазик нема преговарање. Тоа е завршена работа, тоа е стикнато право. Гоце Делчев е дел од нашиот национален идентитет. Врз основа на тој лик ние сме создале држава. Ова е ставот на лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски во врска со ултиматумите поставени од Бугарија. Според нив, ваквиот начин на приоѓање кон ликот и делото на Гоце Делчев представувало фалшива југословенска историја. Дека требало да се сменат учебниците, дека требало комплетно историјата да се смени. Практично ние треба, прифаќајќи ги преговорите за ликот и делото на Гоце Делчев, како држава, да прифатиме дека сме нација која што постои од 45-та наваму. Па има ли поголемо понижување да преговарате и да велите дека нашите предци, мојата баба, мојот дедо, мојата прабаба, прадедо кои што загинале борејќи се за Македонија, кои што говореле македонски јазик, да го сето тоа поништиме и избришеме, затоа што сега некој неспособен политичар го ставил на маса за преговарање. Првиот човек на опозицијата за ваквата ситуација во која се наоѓа Македонија, прстот го впери кон Заев. Вели тие му подале рака за заеднички сите партии да изградат одговор за меморандумот на Бугарија. И тој одговор да биде заедничка државна позиција, посочува Мицкоски во интервју за Радио Слободна Европа. Тоа беше онаа прва кај Стево Пендаровски, кога требаше да се одржат предвремените парламентарни избори на 12 април, значи следбата негде беше после она фијаско на октомврискиот самит на Европскиот совет, кога не добивме јасна препорака за поштување преговори, која што се уште ја немаме, иако е најавувано уште од пред 2 години, но не се. Уште тогаш реков, меморандумот кој што беше производ на парламентот на нашиот источен сосед, да дадеме одговор. И да дадеме одговор со консензус на сите политички партии. На тој начин ние ќе отцртаме нашата позиција, заедничка државна позиција, и тоа практично ќе биде позиција позади која што ќе застанат сите сериозни политички партии кои што имаат своји пратеници во парламентот. Тогаш, од страна на Зоран Заев и Стево Пендаровски, бев убедуван дека тој документ кој што е изработен во бугарскиот парламент е документ кој што практично служел за мобилизација за локалните избори кај нашиот источен сосед. Во интервјуто, Мицкоски покрај актуелните проблеми со Бугарија се осврна и на, како што велат тие, селективното правосудство во Македонија. Незадоволни се од тоа како се водел случајот рекет, оти главните нарачатели, како што вели тој, не биле опфатени.